Здраво на сите и добро дојдовте на мојот канал. Неодамна во Скопје се одржаа неколку настани, на кои што за жал не можев да присуствувам. Беа дојдени тројца полски автори, Мариуш Чигел, Марго Реймер и Камил Балук, луѓе кои што пишуваат така наречена книжевна репортажа и кои што во последно време, да речем последниве претпоставувам 10-20 години, си е специфична за полската литература. Има доста полски автори што ја пишуваат. Просто кажано, ова нека моја дефиниција, тоа е комбинација од новинарско пишување, истражување, некоја ситуација или контекст, личност и така натаму. И при што се користат наративни техники, што се користат при пишувањето фикција, да речеме, и тоа е една многу убава комбинација и многу убаво се чита. Сега во широки рамки тоа би спаднало во нефикција, да речеме, и меѓутоа таму би спаднали и мемуари, автобиографија, биографија, не знам, дневнички записи, да речеме има нешто што се нарекува и наративно новинарство. Пример сега, голем пример за тоа е Труман Капоти, неговото ремек дело во Ладнокрвно убиство, за кој што имам видео и може да го дзирнете на каналот. Значи тој зема едно повеќекратно убиство што се случува во Америка, го истражува новинарски, дури се запознава, комуницира со убијците дека се во затвор и пишува едно ремек дело, еден роман наречен Ладнокрвно убиство. Меѓутоа овде функционира малку поинаку книжевната репортажа. Во контекст на книжевната репортажа, значи главниот виновник или таткото или пионерот на тој начин на пишување, еден човек по име Ришард Капушчински, полски автор, фотограф, новинар, поет и така натаму. И тој има неколку книги кои што се доста познати и влијателни, и супер е што има неколку книги од него на македонски, да речеме, тука имам Империјата во издание на Бегамот од Ришард Капушчински, и тука ова се неговите записи за Советскиот сојуз. Да речеме, таа имам читана, одлична, ви ја препорачувам, уште еден ден живот. Ова е за записи за Ангола, за африканската држава Ангола. Сега имам уште една книга од него, The Shadow of the Sun, My African Life. Ова се записите од Африка. Меѓутоа ова уште не сум ја читал, чека да и дојде времето да ја прочитам. Ришард Капушчински ви го препорачувам, значи тоа што го имате на македонски вреди да се дефинитивно се прочита. Сега беше дојден Мариуш Чигел, кој што ми е криво што не можев да го запознам и можеби да добиам подпис посветен на оваа книга. Готленд во издание на Или. Одлична книга. Ова се пократки записи негови за комунистичка Чехословачка и така натаму. Смешни, духовити, потресни, значи се одлична книга што ви ја препорачувам од Мариуш Чигел. Има и од Камил Балук, мислам дека се вика книгата Сите деца на Луи во издание на Славика Либрис. Има и други автори од книжевна репортажа кои што не сум ги читал и не ми се познати, меѓутоа ги има на македонски, може да ги најдете, мислам, во БГМ од Славика Либрис и така натаму. Меѓутоа она што ми го привлече вниманието беше промоцијата за време на тие настани на оваа книга од Марго Реймер, која што беше присутна, Калта посладка од медот, гласовите на комунистичка Албанија, преводот од полскиот на Лидија Танушевска. Ми го привлече вниманието затоа што пред некоја година отприлика го открив, всушност не го открив, за прв пат го почнав да го читам, Исмаил Кадаре, албански автор кој што почина пред 2 години или пред година и пол отприлика, голем автор, европски, светски автор според мене. Прочитав неколку негови романи, имав прилика дури да го посетам неговото родно место Џиро Кастро и да посетам куќата во која што е тој роден и така натаму. И почна да ме интересира малку Албанија како феномен, албанската литература, со тоа што кога бев дете, од прилика, имаше 2-3 асоциации за Албанија. Значи, земја која што е скроз затворена, строго комунистичка земја, нели? Како денес Северна Кореја, никој не излегува, никој не влегува. Другата асоциација беше името Енвер Хоџа, што ништо не ми значело, сум бил мал, за да разберам кој е тој, само знаев дека е некој диктатор таму. И третото е дека тоа е земја полна со бункери, со илјадници бункери и така натаму. Кога се распаѓа источниот блок, нели, се растураат многу земји и се отвараат некои земји, нели, и Албанија се отвара, се демократизира и така натаму и се што оди со тоа. Има една книга исто така неодамна што ја прочитав во издание на Или, тоа е Слобода од Леа Епи.
сега, и тоа е малку поинаква книга, со тоа што таа зборува за своите искуства во незиното растање во Албанија, во Драч, меѓутоа тоа е некаде незиното детство во 80-тите, значи тоа е веќе последната деценија пред да падне комунизмот и да се отвори Албанија. Сега, оваа книга ја прочитав и не знаев што да очекувам, меѓутоа воодушевив не е вистинскиот збор. Да, апсолутно уживав додека читав оваа книга, поделена е во неколку делови и всушност е базирана врз сведоштвата на баш гласовите од комунистичка Албанија. Значи Марго Реймер разговара, значи живее таму одреден период, разговара со многу луѓе од разни профили, од најобични работници до луѓе што биле професори и така натаму, што го преживеале тој систем. Едноставно гласовите на таа затворена земја од која што речиси не допирале никакви гласови, сега се отвараат, со тоа што таа вели веќе новите генерации не сакаат да се замараат со тоа, нели, да тоа е веќе поминато, било што било, окей, сега се гради нова иднина и сето тоа и така натаму. Меѓутоа, ако размислиме, сечие страдање, секој човек што страдал со име и презиме, тоа страдање не може да се стави на кантар и да се мери, тоа не може да се стави во бројки, затоа што тоа е субјективно, лично и секој знае колку пострадал и колку човечки прво животи биле одземени, второ колку луѓе биле судбини биле упропастени поради апсолутната моќ која што има еден човек во тоа време. И тука има секакви потресни приказни од луѓе кои што се блиски до, не знам, министар за образование близок до Енвер Хоџа, кој што на крај, нели, под инспирација на кинеската културна револуција, каде што треба се пратат луѓето, нели, интелектуалците и тие што се на позиција да се испратат на село да учат од селаните, од земјоделците и така натаму. Значи има еден човек кој што пример, една приказна, кој што е министар за образование, кој што го фрлаат како последен наставник во некој најбедно село во планините, за да подоцна и тоа му го земат, затоа што има библиотека дома и чита книги, и го спушта да работи во рудник и така натаму. Значи, судбини кои што се етажни, трагични, и она што постојано ми беше присутно додека ја читав оваа книга, тоа се тешки приказни и така натаму, и може да се восхитуваме на тоа како се напишани, така натаму, како се раскажани. Меѓутоа ме опфати едно чувство на длабока тага. Значи, ако можам, тоа е главното чувство што ме, некоја скршеност и тага. И се сеќавам, лани за прв пат бев во Тирана и во центарот има на 2-3 места, тоа се вика бунк арт, како подземни ходници, тука биле како беше нивето, на Сигурими, биле канцеларии, затвори за прислушкување и така натаму, за измачување. И влегов, нели, плаќаш карта и одиш да видиш како изгледало тие простори, да гледаш како изгледало за прислушкување, за измачување, самица и така натаму, реконструирани се. Окей, може би не бев во некакво добро расположение да го поднесам тоа, меѓутоа буквално физички ми стана тешко. Буквално толку беше мрачно тоа што го видов таму, а тоа се само поставки некакви таму, што физички буквално можев да ја почувствувам таа болка и таа тага. Има разни потресни приказни, особено во еден рудник, во едно село, во близина на село во северна Албанија, каде што многу луѓе одат да работат таму во тој рудник. Меѓутоа, и едно од најпотресните приказни е кога при крајот веќе еден човек го става да биде граничар на границата со Грција, и тие таму воопшто немаат представа за надворешниот свет како изгледа, нели, се сами против сите, дури на Кина се врти грбот и така натаму, на Советскиот сојуз, и ние можеме, тоа значи беда и сиромаштија. И тој човек вели како се гледаат со грчкиот граничар, и тој вади нешто и го отвара, нели, нешто црвено, и овој човеков помисли дека нешто ќе му направи, дека нема поима што е тоа, дека некаква бомба ќе фрла кај него, и почнува да бега. И овој се врти да види, овој граничарот му покажува, пие од лименката, тоа е Кока-кола, пие од лименката, му се насмевнува, овој полека се враќа, му ја подарува, му ја дава таа лименка,
И овој човек вели и забележав дека грчкиот граничар почна да плаче. До толку бил шокиран од стравот, од незнаењето, од шокот што го доживува при оваа средба со овој албански граничар, што почнува да плаче, до толку го доживува тоа тажно, таа состојба на тие луѓе. Ќе прочитам еден краток извадок од книгава. Вели: никогаш нема да разбереш што беше албанскиот комунизам. Некаде на периферијата на Европа настана Северна Кореја. Земја на бункери, земја тврдина. Луѓето понекогаш велат дека нашиот комунизам беше како мал холокауст. Како што не може да се раскаже за холокаустот, така не може да се раскаже за животот во земја која беше затвор. Можеш да додаваш факти и да представуваш некои приказни, но нема да допреш до нашето страдање. Во комунистичка Албанија болката и траумата се мешаа со чувството на апсурд. Содбината ништо не значеше. Логиката ништо не значеше. Секој ден работи што требаше да имаат востановено значење, можеа да станат нешто друго. Да одиш по улица и да не можеш да бидеш сигурна дека земјата е земја, да не можеш да бидеш сигурна дека ќе стигнеш до целта, да не можеш да бидеш сигурна дека луѓето на кои им зборуваш се луѓето што се представуваат, да не можеш да бидеш сигурна дека зборовите значат тоа што значат. Мојот братучет доби 2 години затвор бидејќи за време на надпреварот Албанија, Сојузна република Германија рекол: овој Бекенбауер одличен играч е. Седел во домот на културата во група од 20 на лица. Малку подоцна некој свирнал, некој извикал, некој скокнал, гол, демек никому ништо. Пресудата, образложи судијата, е соодветно строга. На крајот на краиштата, фалејќи го германскиот фудбалер, осудениот ги омаловажил албанските фудбалери, им го згазил достоинството, што правосудството го проценило на 2 години. Веднаш се погрижија и да му најдат други замерки. Се жалел дека е затворен. Лошо му било во албанскиот затвор 8 години. Излезе по 10. Беше крш. Што значеше неговиот живот? Што значеше неговото страдање кога сите околу него страдаа? Неколку години можеше да се добијат ако доматите на тезга не ти се погодат. Премногу воденести си се пожалела. Значи ги навредуваш плодовите на албанската почва. Продавачот можеби тоа не го здоболело, но човекот што стоел за тебе, и тоа како? Се почувствувал навреден во име на партијата, те подкажал, добил за тоа гумени чизми или 3 кутии цигари, а ти в затвор си се претворила во ништо. Веќе не чувствуваш вкус. Ова е само едно од тие сведоштва и сега може да кажеме дека во многу комунистички земји всушност се случувале слични работи и неправди и така натаму и осуди. Меѓутоа не знам зошто дека ги читам, сум читал сведоштва и книги од други земји, меѓутоа не знам зошто овие ми дајат страшно тажни приказни. Она што е многу фасцинантно и што ми се појави како мисла докога ја читав оваа книга е колку лесно забораваме на болката на која што за многу луѓе била вистинска реалност и ќе кажеме па добро сега Енвер Хоџа па и не бил толку лош, па имало и полоши, нели тој бил татко на нацијата или па и Тито и не беше толку лош или било кој диктатор и така натаму и се поставува една многу луѓе и знаат дури и во Кина да кажат па да во времето на Мао беше многу подобро и така натаму. Да, било подобро, меѓутоа за оние што биле опресирани, оние што биле угнетени, оние чии животи биле уништени арбитрарно, без никакви, затоа што Бекенбауер сметал дека е подобар играч, значи арбитрарно, сметани за предавници на народот и така натаму, нивните судбини премногу е таа болка не може да се мери, таа е премногу субјективна и тешка за да кажеме па добро сега тоа била нивна судбина и така натаму. И се постава една дилема, едно филозофско прашање би рекол, кој што е многу старо и кој што е многу тешко да се разреши, а тоа е и кој што е актуелно и денес ние го гледаме во светот, а тоа е прашањето дилемата меѓу слободата и можноста слободно човек да одлучува за себе или да одлучува кој ќе го води и ќе биде на власт и така натаму, и од друга крајност доделување или одземена слобода за да некој друг едноумие, партија, лидер, диктатор и така натаму одлучува неприкосновено и има апсолутната моќ. И сега интересното е што може да се дадат приметби веднаш, ние може да кажеме да, ама зарем демократијата, да, ние гледаме дека и во демократијата
со пари се купуваат избори, се влијае и така натаму. Нели тоа е демократија, слободен избор и така натаму. Не постои апсолутна слобода. Слободата знае да води до лоши избори и така натаму. Од друга страна, неприкосновеното владење на еден човек да управува со цела земја е на некој начин оно што Ерик Фром го нарекува и бегство од слободата, затоа што ние кога сме соочени со можноста да одлучуваме за себе, ние не можеме да се носиме често со слободата и полесно ние да дадеме на некој друг да одлучува за нас, да друг да се погрижи за нас, да имаме работа, да имаме смирен живот и така натаму. Па ако сега може да жртвуваме слободата на говор, може да жртвуваме слободата на движење, на мисла и така натаму, меѓутоа барем смерат имаме. И таа е на тешка, сериозна дилема која што не е стара, значи таа не е од времето на комунизмот, таа е време, ја живееме и денес. Ако пратите што се случува во светот, ќе видите дека таа е сосема актуелна и тешко да се донесе конечен одговор, затоа што има аргументи за обете страни. Меѓутоа сепак ќе си дозволам моје мислење, сепак мислам дека на човекот му е доделена слободата како идеја, како концепт е многу поважна според мене отколку откажувањето од таа слобода. Да, не постои апсолутна слобода во апсолутна смисла, меѓутоа секогаш слободата е подобра отколку да се жртвува и да се даде или да ти биде одземена за да некој друг одлучува за тебе. Ова беше книга што ме поттикна да размислувам, предизвика чувства кај мене, ми помогна да разберам како живееле многу луѓе не е далеку од тука. Ви ја препорачувам, нема да сгрешите ако ја прочитате. Толку беше за ова видео. Чувајте се гледаме со последното видео за оваа година во кој што ќе зборувам за најдобрите книги што ги прочитав во 2025 година. Чувајте се гледаме. Чао.